мислам дека полициските службеници во последниот период се далеку поохрабрени од тоа што беа во минатото и од тоа што го гледаме веќе како секојдневна комуникација, гледаме дека полициските службеници веќе се рамнодушни на тоа дали нешто ќе им се случи, дали ќе бидат казнети, дали ќе бидат избркани од работа, затоа што во моментов, за жал, полициската работа стана толку неисплатлива, што едноставно, кога ќе ставите на кантар, ќе видите дека притисокот е неисплатлив, бидејќи нема што да изгубите. Ако ви кажам дека голем дел од полициските службеници се веќе спремни или да ги изгубат работните места, или да ги напуштат, затоа што доброволно ги напуштаат, пак велам, не само во последната година, него години веќе наназад, како што платата на полициските службеници тапкаше во место и растеше, а исто така растат и обрските и притисоците и побарувања од тоа што треба да работат полициските службеници, така што последно ако видиме што се случи на полицајците во трагедијата од Кочани и со што се тие се соочуваат во врска со нивното постапување, верувајте дека многу се запрашуваат веќе дали вреди платата од 25, 6, 28.000 која што е нели плата заедно со зголемувањето, не само основна плата што ја добиваме. Јас баш пред некој ден ја објавив мојата плата од минатата година. Мојата плата од минатата година со 10 години стаж излезе некој просек од 28.000 денари месечно, така што мислам дека таа плата не е доволна да некој веќе трпи ризик или калкулира со тоа дали треба да излезе, и мислам дека овој протест ќе биде многу повеќе поддржан за разлика од сите тие минати протести што сме ги правеле.